Докторка Аспасија Софијанова или меѓународно едноставно доктор Цули. Нашата најпозната педијатарка, гостинка во студиото на Репортер. Докторка Цули, добар ден. Добар Односно ден. докторка Аспасија Софијанова, добар ден. Драго ми е што дојдовте во студиото на Репортер. Многу ми е драго, една опуштена, една убава атмосфера, а секојдневнието наше, бидејќи нашата професија малку поразлична во однос на оваа опуштеност, на секого сепак му треба и така да вистина се осеќам убаво. Драго ми е што е така и овој пат ќе зборуваме и за вашата професија, меѓутоа од она другата страна, каква е докторка Софијанова, која ќе го соблече белиот мантил. Она што прво ме интересира за вас е тоа што имате едно ретко и некарактеристично име, Аспасија. Од кого го добивте името, кој ви го даде името и што значува вашето име? Аспазија со З. Така, со З. Така е, тоа е сепак име кое што е ме е наследено, бидејќи потекнувам од една извонредна традиционална фамилија, семејство каде што и ден денеска ги учам и ги се трудам колку може повеќе да ги тие традиционални фамилиарни вредности да ги држам во себе и да ги наметнам на моите две деца, со оглед на тоа дека кога се родив јас како прво дете во фамилијата женско, мојата баба која се викала Аспасија, Така. практично сум крстена на неа. Меѓутоа, знаете како секое име има и свој превод и генерално бидејќи сум со национална припадност влаенка и името има во себе една грчка нота во расчленување на истото, значи како спазам, и во медицината, и воопшто, нели, во литературата, значи негација на нешто. Значи не, спазам е грч. Значи не згрчлива во превод, што до некаде корелира со мојот темперамент, можеби со мојот карактер. А од друга страна на македонски, ако земете, спасување, а спасија значи нешто што спасува, што и ми било некако како предодредено со самото име и во однос на својата професија. Свети Спас или денот на спасението. Значи нешто што ќе треба да спасува или да му олеснува или да му прави нешто поубаво на некого да се чувствува. Се надевам дека понекогаш на некој тоа и го права. И сега од каде дојде надимакот Цули? Затоа што сите всушност ве нарекуваат докторка Цули. Ретко кој ќе каже доктор Аспазија. Да, јас сепак се гордам со основното мое име. Некако повеќе или помалку се провлече и тоа Цули, право во малото каде што расте. Во нашето малото, мора да кажам, да. Тоа е едно од најубавите места каде се чувствувам навистина добро и морам да го спомнам и моето Крушево, каде што летните и зимските мои денови беа таму. Тоа се места каде што практично заживеа името Цули, бидејќи е некој тип на нагаленост од Аспазија, спасула. Обично грците знаат тоа да го имаат и власите, од спасула, сула, цула, цули. Ете, токму така е дојдено. Иако имате, да речам, познати од таа припадност, национална припадност, ќе видите дека има доста често цула, цули и од тука нагалено е Цули, но јас себе сега ми доаѓа вака, јас се сеќавам мојот татко кога ќе ми се обрати со Цула, тоа значи дека сите граници сум ги надминала и значи веќе нешто сум направила што не треба. Како мала се сеќавам, значи треба да се вратам малку назад, некој чекор. Секој дете си има свој темперамент и џангрливост, што велам јас. Така да Цули асоциација токму на ете така расчленување на основното мое име, кое како нагалено дошло од Аспасула, сула, цула, Цули. Со оглед на тоа дека кога сте биле дете, не верувам дека многу девојчиња се викале Аспазија, кога ќе ве прашаа другарките кој ве крстил или зошто се викате така, што им ве лепте најчесто? Леле, баш добро прашање ми е ова. Многу пати јас сум скопско дете. Така. Растено во Трнадол, учев во Владо Тасевски, си ги поздравувам сите мои, стално се собираме од осмолетка и си сме така во една преубава дружба и на вистина во убави времења. Гимназија заврши во Јосип Брос, еден дел и во Америка. Така да и таму и во тоа време, нели, секогаш на прашањето како се викаш, нели, Аспазија, во основа, нели, морате да го кажете, секогаш имаше како, значи секогаш постои оној дел што е ова сега како, нели, невообичаено име и мислам дека на територијата на нашава држава ретко да најдете второ име Аспазија, мислам дека има една во Охрид, која исто така влаенка, мислам. Така. Велите како да било предодредено за она што јас ќе го работам. Кога точно дознавте дека ќе се запишете на медицина, велите во Јосип Брос, потоа во Америка? Кога точно знаевте дека ќе студирате медицина? И тоа ви е многу вака интересно прашање, бидејќи се многу малку луѓе веројатно ме познаваат и мислеле дека тоа требало да оди предодредено апропо на мојот татко кој во тоа време, а и мојата мајка. Мојата мајка е стоматолог ортодонт,
Татко ми е професор, лекар, педијатар, исто така невролог, меѓутоа јас не бев толку многу во делот на медицината како таква и затоа и работам интензивно, нешто што е малку доста покомплексно и комплицирано во однос на педијатријата како таква, малку се одвојува во тој дел. Повеќе сакав астрофизика да бидам искрена, че нешто што е поврзано со мистичност. И тоа веројатно и ќе се рефлектира во понатамошниот избори во педијатријата што да работам. Впрочем, интензивната е таа граница на животот и смртта. Се запишавте на студии на 21 година. Станавте мајка. Да. Студиравте и гледавте бебе. Тешко ли беше? Многу брзо позна така. Ајде малку за тој период од вашиот живот. Животот е непредвидлив. Од овој агол гледано, никогаш не знаете што носи денот. Така. И никогаш не кажувате никогаш. Многу да работите и во сите амбиции. Јас бев ученик на генерација, во Јосип Брос ученик на генерација, во Владо Тасевски, значи од секогаш учењето не ми било проблем. На 21 година ја родив Марија. И тоа беше многу интересно што јас морам да кажам јавно дека раѓањето на моите деца и покрај тоа што моите амбиции останаа во медицината да бидат и да се поништуваат оценки за да биде колку што се може повеќе максимално од себе да се даде, заради себе, не ради другите. Јас никош во животот не живеам за другите. Тоа јавно го кажам прв пат. И тоа искрено го чувствувам и оваа релаксирана атмосфера ми го токму тоа вади од мене. Значи јас не живеам за да некој каже вака или онака и тие што ме повеќе или помалку знаат дека е тоа така. Често пати луѓето коментирајќи околу тоа како сум облечена или како се однесувам, тоа не го правам заради нив. Можам да се насмеам доколку им се допаѓа или да едноставно премолчам ако тоа не им се допаѓа, ма тоа е нивна работа. Мојата работа дека е ова е цули, каква што е. Ја родив Марија и не мислам дека сгрешив и покрај тоа што тоа беше доста рано за една амбициозна особа како што сум јас. Гледањето на децата е многу комплицирана и комплексна работа. Ама ете јас имав Божјата дарба да родам две здрави деца, многу брзо едно по друго. Колку разлика ви се кете? Две години. 2 години, така? Едната е 2 јануар 88, другата е 90 година. 25 јуни, Анастазија, втората ќерка која е варијација на моето име, и која што и покрај тоа што верувам дека, нели, сега од овој агол гледано, јас не знам, нели, младост, веројатно и лудост до некаде, ама до некаде и нешто со кое што сепак во мене стоеше една сериозност. Значи покрај тоа што знаев дека е доста рано, ми следи факултетот и сите останати амбиции околу тоа, овие две деца се најбитното нешто што можело да ви се случи. Ги подигнавте двете ќерки, меѓутоа поминавте еден тежок период во вашиот живот, разводот со вашиот поранешен сега веќе сопруг. Како успеавте да се носите со целата таа ситуација? Знаете како, сето тоа не велам дека е едноставно и за ова исто проговорувам можеби не толку често, бидејќи којато не е случајно кажале дека сепак спасувањето на една заедница е убава работа и паметна работа, ако може тоа да се направи. Како така, јас често пати со оглед на мојата професија, каде што гледам дека има проблеми со дечињата кои знаат вака или така да реагираат, бидејќи некогаш, знаете, децата се исто така голема рефлексија во однос на заедницата која живее, тама ако некој од работите излезат надвор од контрола, тогаш подобро веруват успешен развод, отколку само една искривена заедница во која вредностите веќе се изгубени, во која веќе не се наоѓате во неа и сте повеќе фрустрирани отколку што правите задоволство на другите. И тука доаѓа она што ви реков. Се видов себе си дека можеби во таквите околности кои што излегува како такви, заедницата знае какви биле, јас навистина не можев понатаму да го толерирам, иако мојата традиционална предодреденост многу повеќе не беше во делот за тоа да одат работите да течат така. Ама сега пак од овој агол гледано е подобро да бидете сам и да имате енергија и да се справите со тие работи и сега да го чувствувате задоволството 3 пати поголемо, отколку да живеете во некој лажен свет во кој што 5 пати се преиспитувате. Не да мислите дека разводот доаѓа така. Тука доаѓа преиспитување, па гледа анализирање, па гледа требате да бидете и реални каде е вашата грешка, каде е другата грешка, каде се наоѓате во целата приказни, дали сте способни понатаму да надминете. Често пати браковите обстануваат само заради одредени работи кои што ги држат повеќе или помалку, или ради децата, или ради некои финансии. Мислам дека сепак на крајот на денот заборавивме дека љубовта е таа која што те држи во една таква заедница и кога таа ја има, тогаш многу од работите и полесно се пребродуваат. Кога ја нема, а и дополнително други работи, некогаш таа се зацкрива,
затоа што ја преплавуваат проблемите, финансиите, невработеност и така натака, немањето на услови, но баш во нашиот случај не беше тоа. Ние малта имавме се, ама не е тоа. Понекогаш затоа им кажувам на луѓето, и да немате ништо, да имате љубов, имате повеќе од што треба човек да има. Сигурно тоа понатаму ќе роди многу повеќе. Ја спомнавте љубовта и она што ми е мене интересно во оваа приказна е што вие и покрај разводот останавте блиска со вашата свекрва. Да. Ретко може да се слушне кај нас. Тоа и денеска сте во Да, па знаете како имате почит. На крајот и љубовта може да се минимизира во одредени моменти, доаѓаат нормални расправи, кавги, па сигурно ќе ви изнервира партнерот, ќе ви дојде да се доведете во ситуација да не ви е пријатно тоа што ќе ви го каже, некојаш вистината ве боли, па не ви е сеедно што ви ја кажал и така натака. Меѓутоа, она што е многу важно тоа е почитта. Таа жена на вистина многу ми се најде во однос на децата. Тоа е неспорно. Зар тоа не треба да се почитува? Имате различни типови на луѓе кои различно изреагирале, независно незиниот син како изреагирал. Таа имаше и до ден денес неверојатна почит кон мене. Тоа е нешто што ако човек го заборава и ако не го памети, за него зборува. Не зборува за другата личност. И затоа почита моја кон сите кои знаат дека сепак ми начиниле добро, ќе им биде возвратена и секогаш ќе остане така. Како ќерка на еден од нашите најеминентни педиатри, доктор Никола Софијанов, како успеавте, односно колку презимето на вашиот татко ви помогнало, колку ви одмогнало во одредени ситуации и дали, односно како успеавте да излезете од неговата сенка, затоа што обично се вели, нели, ако едниот родител е доктор и децата по некој дефолт стануваат лекари. Мојот татко е многу скромен човек. Дури јас и би отворено му замерила и ќе го слушне ова он. Знае зашто, бидејќи од неговата преголема скромност, а сега гледајќи како да работите, дури многу повеќе можеше во однос на делот од работите да ги према мене биде попристрасен. Не, он беше многу реален, многу отворен, многу искрен и ја остави оваа цули да сама се бори во животот. Тоа колку било добро, толку сега од оваа агол, дури и за некои работи како што гледам што прават се, она класично непотизам кај нас не постоеше. Ние бевме и сме карактерно многу слични и многу различни. Неговата заштитеност беше кон тоа да ме пушти да бидам тоа што сум, во исто време да остави од мене да излезе најдоброто и па и најлошото некогаш, за да ја добијам лекцијата, а не да постојано бидам под заштитена капа која може и да допринесе и до негативност, ако вие постојано мислите дека некој стои зад вас. Тоа во многу ситуации ме одбрани, ме направи многу појака да се справувам со нештата и ден денеска во тој дел сум му благодарна, ама во еден друг дел во кој што дури сега како што гледам како ги заштитуваат, што се прават, ме остави сама. И можеби не сгрешил, бидејќи тоа уште повеќе покажа дека јас ја носам јачината во мене, а таа сигурност и таа јачина ве прави да во секакви непредвидливи ситуации успеете да се справите со моментот, со она што ви доаѓа како такво, и верувате ми, не сум имала лесни моменти. Во дел сум ги споделувала со родителите, во дел не, ама сум се изборувала, знам сама. Ке преспијам, не ми е seедно, ке преспијам, утре велате нов ден, иначе Скарлет Охара е родена на мојот ден, 21.3. и велам, што има јас толку сличности, зашто го сакам јас овој филм толку многу? Имало зашто. Она многу работи низ животот помина, дури во некои работи рефлексно наоѓам сличности и кај мене, стана другиот ден и кажа, денес е нов ден, јас морам да живеам. Како ќерка на двајца доктори од различни професии, меѓутоа сепак доктори, вашите две ќерки не се запишаа на медицина. Марија и Анастасија. Знам дека тоа е тема за која што секогаш сакате многу да зборувате. Што работат ќерките? Марија е ликот кој што практично е еден од децата кои што ми се и едната и другата слабост. Она не е тука, затоа веројатно понекогаш недостасувањето е огромно и нашето слушање по телефони еве сега. Но она е веќе од својата 18-та година отиде на надвор од државата. Дипломира во Брисел како најдобра студентка на генерација во Брисел, од таму замина за Лондон и на UCL заврши економија и исто како најдобра во генерацијата и морам да кажам дека тоа е навистина на голема гордост во фамилијата. Тука немате буткање, тука немате ни име, ни презиме, ни бекграунд, ни ништо. Тука имате вашето знаење, вашата односно незиното знаење, незината амбиција која е веројатно наследена.
па дури и триплирана, да не речам, на некој начин. Она кога добиваше во Брисел дека е најдобар студент и кога ја повикаа да настапи на сцената и да каже некој збор таму, јас бев во публиката нормално. Првпат ми се случи да не можам да ги сопрам солзите, иако понекогаш нели животот ве тера да морате да бидете јаки, како што спомнавме. Ама тоа беше повеќе од дури малата ќерка Анастасија каже престани, сите во тебе гледаат, ама тоа ви е појака емоција. И се сеќавам кога се видов и со деканот кој ми кажа дека имате брилјантно дете со надпросечна интелигенција кој мора да оди и понатаму. Он зборува, јас на очарите за сонце ги ставам, бидејќи знаете како да се така да не испадне. Ние сме сепак тука од овие простори си носиме емоции. Марија живее во Лондон, така? Марија сега живее во Лондон, работеше во Нера, тој е економски консултант, таму стигна до економски консултант, ја побара во KPMG, едно од најаките консултантски компании за банкарство, макроекономија и сега работи за National Grid и стана од пред некој месец associate директор, па да не речам скоро директор на таа огромна компанија KPMG во Лондон, живее во Лондон, во Хемшаир, едно од најубавите области и се е тоа благодарение на собствената амбиција, голема работливост. Помалата ќерка Анастасија. И таа не запише медицина, ама нешто слично. Так. Она заврши комуникација и медии, па може ќе би беше и колешка. Да. За да додека ги полагаше испитите добие дополнителна желба да запише и психологија и заврши втор факултет психологија. Так. Сум многу задоволна и среќна што нисам работи со као гешталт психотерапевт и тоа го заврши, го нострифицира, или тоа се тие некои посебни делови, нели како постдипломски студии во врска со делот од психологијата со кој што се она занимава и беше вработена на клиниката за урологија како психолог, бидејќи им требаат особено за пациенти тешки оперативни захвати. Сега работи и на нашата клиника кај деца со посебни потреби, аутизам и такви на кои што им треба дополнително психолошка, стимулативна, рана интервентна терапија и навистина во тој дел може би има допирни точки, но нејзината желба да од некои работи кои изгледаат навистина комплексни и може би тешки. Малку едно посериозно прашање, па повторно после ќе поминеме на муавет за гардероба и за патување, да речеме, бевте политички ангажирана. Што ви донесе позитивно, што негативно политиката? Кажувате директорка на детска клиника. На детска клиника. Да, видите, интересното прашање, ќе ви го одговорам одма јас. Практично влегов во тие некои такви води во тој период кога бев директор на Универзитетската клиника за детски болести, а таму станав професионално. Јас бев едно од во тој период можеби поретко избраните директори кои на професионален начин стана директор. Значи, мене ми избраа практично и односно ме преку ног малте не ставија за директор на детска клиника и тоа го знаат сите. Бев на работа дежурна, ме повикаа и во таа некоја промена која што требаше да се случи, бидејќи знаеме во каква фаза беше детската клиника во тоа време, ми се даде улогата во која што требаше да се прифати за да се биде пред се професионалец. Разговорите со политичарите кои понекогаш ви ја даваат таа стратегија, одобруваат, канализираат и покрај тоа што во тие канализации ние на канализирање на таа стратегија за клиниката во тој период навистина успеавме со се што имавме зацртано. Да направиме ургентен центар, да направиме нова интензивна, да направиме апартмани за децата болни, кои што имаше претходно сосема друга, да речам, друга смисла направена од времињата претходно. Се менува начинот на кој што и родителите сакаат да се чувствуваат едноставно friendly hospital. Тој период, таа политика, која што беше како таква, јас ја искористив практично во својот професионален ангажман. И тоа сметам дека е прав професионалец кој ќе успе политиката, независно која, каква е, да искористи во интересот на професионализмот, односно децата. Јас сум единствениот, можеби, не знам дали имало друг, кој што влезе на листата за пратеници, да. И прва реков не влегувам натре, затоа што јас сум професионалец. И затоа што си ја сакам работата како лекар. И во тоа сум горда и го кажувам гордо, иако многу луѓе многу направија математики тука, нека прават математики. Мојата математика беше следната. Јас и понатаму да продолжам со благодарност кон тие кои што го препознаваат мојот професионализам, ми даваат поддршка, но јас сакам клиниката да ја направам на пиедестал, да бидат педиатрите тие
во чија што професија припаѓам, таму каде што навистина им е местото и улогата. Тоа е, го даваме здравјето за цел живот. Но ми да зборуваме за Крушево и да ни откриете некој влашки рецепт. Сакам да готвам, морам да признам, и кога имам време, тоа е дел од приказната која што јас секогаш ќе ја носам во себе. Знаете како велат, тоа влаинките со сукалото се раѓаат. И уште во Крушево... Нешто од сукало ќе ни откриете, така? Секогаш тие влашки пити. Има една песна, се вика пита кукуркурубета. Или таа се вика пита која е правена со прасо, ние кои што се специјално сукани, вртени и внатре празот претходно обработен, значи од тоа нема повкусно нешто. И лично власите често пати знаат, или ако сте биле во Крушево, обично да готват во земјени тави. Так. И тоа е као карактеристики да пијат вода од бардиња. Ама тоа е веќе напуштена работа, но таа традиционалност, особено странците сигири, знаете, Крушево стана центарот за параглайдери рисувањето и едно чудо странци сега беше светското првенство таму. И знаете како, јас со многу имав можност да се сретнам по различни основи со јазици, знаење, дебатирање, тие се едноставно запрепастени, тоа треба да се негува. Тие јамболи, ние ги викаме флокати, или правењето на тие јамболи, односно флокати. По тоа како би се направил бизнис добар во некој добро развиени европски земји, тие знаете колку знаат да го ценат, тој домашен труд, таа домашна работа, тие гоблени, тие јамболи, една стара влашка, јас има сликано и постирано, стара влашка соба, како изгледа. Куќата во Крушево имам автентични делови, кои што се од времето на мојот дедо, градени уште пред 1900 година, и каде што, кога ќе влезам, добро е да останаа се уште внатре. Сосема за крај ќе се задржам на оние влашки шеги, дека шеги за власите дека се многу стиснати, не дека и јас сум од гариот тој крепе и за нас важи истото, ама кога одите да купувате нешто, размислувате влашки, еве зборувам за гардеробата или си викате ќе си ја почастам душата, баш ми е гајно. Многу интересно, морам ака искрена да видам. Татко ми вика, ти си изрос во фамилијава наша, значи не важи тоа за сите. Добра алокација на средства е многу важен елемент кој ги практично краси власите. Значи алокација на средства, да се знаат парите каде да се лоцираат. Кај власт нема да најдете, ке го нема, ке нема, ама ако треба за едукација ќе најде пари, има да ги даде сите пари и после тоа се враќа. Јас затоа го кажувам тоа и во однос на двете деца. Значи кога требало да се даде за нивна едукација или за моја едукација или за едукација на брат ми, значи збориме фамилиарно, тука безпрекорно не важи влашката. Напротив. Сега, да речеме, во однос на некои други работи, кај делот по старите ќе го сретнете тој феномен. Па не мора толку, па многу е скапо, па јас малку не сум тој тип. Си сакам брендови, не викам не. Со ќерката, особено кога правиме шопинг во Лондон, дури некогаш и она ќе каже да не размислува влашки, дури јас и према неа се однесувам, пак да кажам, еве, цинцарски, како што вела. Цинцарски, тоа е зборот, цинцарски. Сакам да се добро облечеме и ми е кејф некогаш така едноставно да се чувствува човек убаво. Тоа знаеме дека не прави се, знаеме, изборуваме веќе цело време дека душата е важна, ама некогаш е убаво да си ставите некое парче. Еве, јас се сеќавам од неја земав една халина што ја земав таму. И таа халина уште стои и практично е сепак имало зошто е, така да кажам, и брендиране и зашто е толку ефтина под наводници. Зад белиот мантил се крие модерна дама. Најчесто како сте облечени кога излегувате или кога сте со... Го сакам модерниот тренд на облекување и тој стил не можам да го променам. И покрај тоа што годините веројатно си го прават своето, ама и духот што се носи во себе. Мора да јас и работам со деца и веројатно имам и малку детски дух. Тој детски дух веројатно ве прави така како што треба и на вас кога ќе се облечете да биде олицетворение на вас. Сакам да носам халинчиња, во тоа некако сум најкомотна и истите да има така, да не се многу долги, да речам. Сакам да одам лефтерно, значи на мене да се осети дека е така еден дух на слобода од една страна и дух на стегнатост од друга страна. Значи двете компоненти во една, што се гледа и во сега како што сум облечена. И некогаш сакам фармерчиња да носам и Дезигуал ми е исто омилена компанија за
носење, бидејќи веројатно шарено ликоста на боите што излегуваат од таму, ми го прави срцето да биде така, отворено, насмеано и така некако на таа страна удирам шпанската, пак таа велат романската страна, нели?